Добар ден, ученици! Добро дојдовте во Е-училница. Јас сум наставник Марија Богатиновска и денеска ќе ви одржам час по македонски јазик. На овој час ќе учиме да пишуваме коси линии налево и надесно. Денешниот час се вика во библиотека. Тој е дел од програмското подрачје почетно читање и пишување. На овој час ќе научиш да развиваш графомоторика со вежби за пишување коси линии налево и надесно и да се оспособиш правилно и естетски да ги црташ елементите на буквите, запазувајќи го редот и растојанието помеѓу нив. Потребни материјали за овој час се учебникот по македонски јазик, тетратката по македонски јазик со тесни и широки редови и училишниот прибор. Подготви се и започнуваме. На страна 17 во учебникот по македонски јазик ќе ја видиш оваа илустрација. Ова е тетка Вера. Таа е библиотекарка во нашето училиште. Сите ученици ја сакаат затоа што е многу мила и ги знае сите книги во библиотеката. Секогаш кога ќе ја побараме книга, веднаш ја наоѓа. На почетокот на учебната година, полиците на библиотеката се полни со книги кои се убаво подредени. Сите стојат право, исправени како војници. Но кога ние учениците ќе почнеме да ги изнајмуваме книгите, полиците почнуваат да се празнат и книгите што стојат на нив не се веќе така подредени. Тетка Вера сака кога книгите на полиците се средени и уредни, но поубаво се чувствува кога изгледаат вака, испразнети. Тоа значи дека учениците сакаат да читаат и изнајмиле многу книги. Се надевам дека веќе свати што е тоа библиотека. Местото каде се чуваат и изнајмуваат книги, односно се даваат на користење и пак се враќаат, се вика библиотека. Библиотеката е значи место од кое што ние само земаме книга, ја читаме и ја враќаме. Таму не се продаваат книги, туку само се изнајмуваат. Многу важно е да знаеме дека книгите што ги позајмуваме или изнајмуваме од библиотеката, треба да ги чуваме и за нив да се грижиме и да не ги оштетуваме затоа што треба и некои други ученици или други луѓе по нас да ги користат. Книгите во библиотеката може да се подредени по азбучен ред, според содржината и темата или според нивната намена. Што значи тоа? По азбучен ред дека треба да ги подредиме од А до Ш, според редоследот на буквите од нашата азбука. Според содржината и темата или нивната намена, библиотекарите може да си ги наместат според тоа дали се за деца или за возрастни. Доколку се за ученици, секое одделение ќе си има посебна полица. На една полица ќе бидат наместени книгите за прво одделение, на друга полица за второ, за трето, за четврто и се така до девето и по азбучен ред. Затоа библиотекарите лесно ги наоѓаат книгите кога ние ги бараме од нив. Сега да направиме споредба помеѓу овие полици. Што мислите, од која полица се изнајмени повеќе книги? Така е, во право си. Од оваа полица се изнајмени повеќе книги и затоа тие се малку разместени. На овие полици имаме само исправени книги кои потсетуваат на прави исправени линии. Додека на оваа полица имаме книги во различни положби. Имаме и исправени, имаме и легнати, имаме и коси. Тоа значи дека имаме повеќе изнајмени книги. Кога се вади една книга, таа до неа се закосува. Ајде сега да ги пронајдеме закосените книги, затоа што денеска ќе учиме за коси линии. Еве, првата коса линија е оваа. Понатаму, еве тука имаме коса линија. Еве уште една
И уште една, ајде покажувај со прстот. Одлично. Ги најдовме, значи, сите книги што заземаат коса положба. Но некои се малку повеќе закосени, а некои малку помалку. Некои се закосени на левата страна, а некои се закосени на десната страна. Денес ќе учиме правилно да пишуваме коса линија на десно и коса линија на лево. Еве ги косата линија на десно и косата линија на лево. Ова е дел од страна 17 во твојот учебник, каде што ќе почнеш да вежбаш пишување на коси линии. Како што е дадено во примерот, се пишуваат од озгора кон надолу. Еве, имате дадено две линии како пример, третата и четвртата се со испрекинати линии, а понатаму, значи, ќе продолжите да ги пишувате со полни линии. Цело време, додека пишувате, ќе внимавате да не излегувате надвор од редот и растојанието помеѓу линиите да биде приближно еднакво. Еве ги и косите на лево, така ќе го исполните целиот ред во учебникот. Зошто е важно правилно да ги пишуваме овие видови на линии? Важно е затоа што тие се елементи на буквите. Освен што ги користиме за цртање на различни цртежи од секојдневниот живот, тие се употребуваат и за пишување, значи, на буквите од нашата азбука или од нашето писмо. Треба да внимаваш на естетиката при пишувањето, да не излегуваш, значи, од линиите и да го запазуваш растојанието. И најважното е да не забораваш, линиите секогаш се пишуваат од озгора кон надолу. Еве како што е прикажано на ова слика, како се пишуваат, значи, косите линии од озгора кон надолу. А сега ќе ја земеш твојата тетрадка по македонски јазик и ќе ја отвориш. Ќе ти објаснам како се користи тетрадката за почетно пишување со тесни и широки линии. Овие зелени линии се всушност местото од каде што почнуваме и завршуваме да ја пишуваме големата или долгата линија, а местото помеѓу сината и зелената линија е место каде што се пишува кратката линија, или кога ќе учиме букви, малите букви ќе ги пишуваме во тесното редче, а големите во широкиот и тесниот ред. Еве, ова е еден широк и тесен ред. Овде во овој простор помеѓу двете зелени линии не се пишува. Потоа е вториот ред, па имаме пак празно место во кое што не се пишува и на крајот третиот ред. Сега, значи, ќе почнеме со пишување на коси линии на десно. Почнуваме од озгора кон надолу. Па оставаме малку простор, пишуваме уште една линија. Па пак простор и внимаваме, значи, растојанието да биде приближно еднакво и така го исполнуваме редот до крај. Во вториот ред ќе ги пишуваме кратките коси линии, значи само во тесното редче од тетрадката. Се така до крај. А во третиот ред пишуваме една долга и една кратка. Една долга, една кратка. И така го исполнуваме редот до крај. Во четвртиот, петиот и шестиот ред ќе цртаме коси линии на лево. Исто како што ги пишувавме на десно, така и на лево. Од озгора кон надолу, па пишуваме уште една, ја пишуваме и третата и се така до крајот на редот. Наредниот ред ќе биде со мали, тоест кратки, коси линии исполнет до крај, а шестиот ред ќе биде со
долга, па кратка, долга, па кратка и се така до крајот на овој ред. Сега да размислиме во кои големи печатни букви што ги учевме минатата година ќе ги пронајдеме косите линии. Еве ни помош. Овде се напишани големите печатни букви од македонската азбука и ќе одиме по ред. Дали во буквата А можеме да видиме коси линии? Па секако, ајде да ја напишеме на таблата. Во буквата Б немаме, така е во В, во Г, Д, Г. Одлично, значи на Г горе имаме коса линија. Буквата Е нема, така, Ж, одлично, З, Дз. И во право си, буквата И има една коса линија. Ј, К, во право си и К има коси линии. Л, Лј. М, браво за тебе. И М има коси линии, и тоа е и налево и надесно. Н, Њ, О, П, Р, С, Т, Ќ. Така е. Значи, ропчето на Ќ е коса линија. У, одлично. И У ќе ја запишеме на таблата. Ф, Х. Браво за тебе. И Х е составена од две коси линии. Ц, Ч, Дж и Ш немаат коси линии. Откако ќе ги напишеш претходните задачи, значи коси долги и коси кратки линии, во 6 редови, во наредниот ред од тетратката ќе ги запишеш, значи, овие букви од македонската азбука, кои што во себе содржат и коси линии. Се надевам дека ќе уживаш во твојата домашна задача. Ти благодарам на вниманието.